Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Добре дојдовте на уште едно проучување на Евангелието според Јован. Денес ќе почнеме со обработка на глава 14. Теолошки гледано, текстот кој ќе го обработиме денес е еден од најдлабоките и најбогатите во оваа новозаветна книга. Верувам дека многу ќе научиме додека го проучуваме овој дел од Евангелието. Минатиот пат читавме за разговорот помеѓу Исус и апостолот Петар, каде Петар вели дека ако треба ќе го положи и својот живот за Исус. Како реакција на тоа, Господ Исус му кажа дека уште истата вечер, пред да запее петелот, Петар 3 пати ќе се одрече од него. Како што ќе видите во некој од идните проучувања, зборовите на Исус се исполнија. Иако текстот кој ќе го читаме денес е дел од глава 14, сепак станува збор за истиот контекст како и настаните опишани во претходната глава. Господ Исус се уште зборуваше со неговите ученици и се обидуваше да ги утеши. Овие зборови кои беа искажани за време на последната вечера биле утеха и за голем број христијани низ годините. Мислам дека ова е најпознатата глава од Евангелието според Јован. Пред некое време направивме едно истражување во кое прашавме поголема група христијани која глава од Библијата им е најомилена. Бев изненаден што повеќето од нив го спомнаат текстот кој ќе го читаме денес. Станува збор за текст кој е богат со длабоки духовни вистини и затоа вреди да се проучи детално. Исус ги теши учениците. Зборовите кои ќе ги прочитаме се искажани во навистина тешки околности. Како што знаете, ова е последната вечера на Господ Исус со учениците. Иако не им беше јасно што точно ќе се случи во следните неколку часа, сепак поради зборовите на Исус, сфатија дека нешто не е во ред. Затоа тој им ги каже овие зборови, за да ги утеши и да ги подготви за тоа што допрва ќе се случи. Слушнете што им рече. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога. Верувајте и во мене. Моje лично уверување е дека преку оваа изјава Исус многу јасно кажува дека е Бог. Знам дека денес има многу луѓе кои тврдат дека Исус никогаш не поучувал дека е Бог. Слушнав дека некој професор по теологија го поучувал тоа на факултет и затоа му понудив да го однесам на ручек за да дебатирам со него во однос на ова прашање. Бев спремен да го честам ручек само ако се согласи да разговараме. Обично не сум човек кој сака да ги носи другите на ручек, така што за мене ова беше навистина голем чекор. Но професорот не ја прифати понудата. Ако ја прифатеше, Јован 14.1 ќе беше еден од стиховите кои ќе ми ги цитирав и објаснев, бидејќи тука Исус се открива како Бог. За сите оние кои велат дека Исус не се поистоветил со Бог, сакам да ми објаснат кое е значењето на зборовите кои ги прочитав. Покрај другото, овој стих ни покажува дека христијанството не е вера само во постоењето на Бог, туку и во неговата објава во ликот на Исус Христос. Потоа рече: во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. Пред се, сакам да расчистиме што значи фразата домот на мојот татко. Моje лично мислење е дека домот на таткото е огромната вселена од која планетата Земја е многу мал дел. Ние живееме на една од најмалите планети од таа вселена и нашата е само една од многуте планети. Живееме во време во кое можеме да патуваме толку длабоко во вселената, што ќе дојдеме до точка каде нашата планета нема да може да се види ниту со телескоп. Целата вселена е во одредена смисла дом на таткото. Ако излезете надвор навечер и погледнете нагоре, ќе видите дел од украсите во домот на таткото. Ќе забележите многу ѕвезди на небото, кои исто така се мал дел од вселената во која живееме. Некои научници тврдат дека вселената постојано расте. Пред илјадници години, луѓето верувале дека нашата планета е единствената која постои и дека ѕвездите на небото се поставени како некои светилки. Но, како што минувало времето, човекот почнал да истражува вселената и сфатил дека постои соларен систем, дека Земјата се движи околу Сонцето, но и дека постојат многу други планети, кои се дел од соларниот систем. Тоа е многу мал дел од се што постои. Покрај нашиот, постојат и други соларни системи, а и голем број галаксии.
Нашата планета е дел од галаксијата наречена Млечен пат, но таа е само една од многуте во Вселената, која се уште ја немаме доволно истражена. Иако станува збор за огромни пространства, сепак оној дел од Вселената кој човекот го има истражено е многу малечок во споредба со тоа што може да се истражи. Според научните истражувања, најблиската галаксија до нашата е наречена Андромеда, за која се смета дека е оддалечена од нашата 200 милиони светлосни години. Ке ви кажам што значи тоа, па вие пресметајте си ако сакате да знаете колку време ќе биде потребно да стигнеме дотаму. Светлината патува со брзина од 300.000 км во секунда. Ако можеме да патуваме со таква брзина, во период од 200 милиони години, ќе стигнеме до најблиската галаксија во Вселената. Станува збор за огромна далечина. Но дури и таа галаксија не се наоѓа на крајот од Вселената. После неа постојат и други созданија во Вселената, кои дури и за научниците не се доволно јасни. Таков пример се квазарите, кои се активни галактички јадра. Тоа е се што денешната наука знае за нив. Дури и аматерското проучување на астрономијата може да ни помогне да сфатиме дека Вселената во која живееме е огромно пространство за кое имаме многу малку знаење. Самото тоа што постои опција дека живееме во бесконечна Вселена, ако е навистина бесконечна, може да биде доказ за бесконечноста на Бог. Сите небесни тела кои се наоѓаат во Вселената сведочат за Божјата големина и креативност. Може би една од причините зашто Бог му дозволува на човештвото да истражува и дознава повеќе информации за Вселената во која живееме, е за да дојдеме до заклучокот дека постои Создател. Во Библијата многу јасно пишува дека покрај другото, Бог му се откри на човештвото преку созданието. Истиот Бог кој создаде се што постои, дојде на овој свет за да умре на крстот за моите и твоите гревови и по 3 дена воскресна. Господ Исус рече: "Во домот на мојот татко има многу живеалишта." Кога Исус ги кажал овие зборови, претпоставувам се насмевнал, бидејќи тој многу добро знае колку живеалишта има во домот на таткото. Јас не знам, а и вие не знаете, но тој сигурно знае. Не верувам дека во други делови од Вселената има планети на кои ние луѓето можеме да се населиме и да живееме. А и не верувам дека на другите планети живеат луѓе како нас. Постои само една планета која е подобна за живот. И таа е повеќе од доволна. Нашиот проблем, на жителите на оваа планета, е што се побунивме против Создателот на истата и живееме во непослушност кон Него. Токму затоа Бог Отецот го прати својот син на овој свет, Исус Христос, втората личност од тројството, да дојде на оваа земја и да умре на крстот. Отецот толку го засака овој свет, што го даде својот единороден син како жртва, за да ја покаже својата љубов кон нас. Тоа треба да ни покаже колку е голема нашата вредност во Божите очи. Не сакам да ве навредам, но ќе кажам дека ние луѓето не го заслуживме тоа што тој го стори за нас. Бог можеше да не збрише од оваа земја и да создаде нова раса и да почне одново. Не само нас, туку тој можеше да ја збрише целата земја, за да создаде нова и да почне одново. Но тоа немаше да биде израз на љубов, зарем не? Ако Бог го стореше тоа, тој ќе ја објавеше својата правда и суд. Но Бог е љубов и затоа одлучи да ја покаже таа љубов кон сите нас. Бог те сака и тебе. Не зашто ја заслужуваш неговата љубов или неговото спасение, туку те сака и покрај тоа што си грешна личност. Ние луѓето сме грешни, но и сакани од Создателот. Ако мислиш дека човечката раса не е грешна, сакам да размислиш подобро. Погледни околу себе. Погледни ја историјата на човештвото. Како е можно да живееме во свет во кој има толку многу страдање, војни и неправда? Зарем тоа не е доказ дека нешто не е во ред со нас луѓето? Зарем тоа не е доказ дека има грев во нашите срца? Таа вистина ни е одамна откриена во Библијата. Господ Исус рече: "Во домот на мојот татко има многу живеалишта." Не знам која е вашата прва замисла кога ќе го чуете зборот живеалишта, но сакам да ве уверам дека не станува збор за какво било живеалиште. Низ годините имам престојувано на многу места, а некои од нив воопшто не беа угодни за живеење. Може би и некои од вас имаат лошо искуство со одредени места за живеење и затоа не знаете што да очекувате кога го слушате ова ветување.
Уверен сум дека живеалиштата за кои зборува Господ Исус во овој стих не се какви било места. Грчкиот збор кој Јован го користи во овој стих, а е преведен како живеалишта, е зборот моне, што не значи само обична куќа или некаков стан. Станува збор за некое посебно место, каде што можеме да пребиваме и место кое е посебно приготвено за нас. Потоа рече: ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. Ова е навистина прекрасно. Вселената во која живееме е полна со многу места и планети, но Исус одлучи да подготви посебно место за оние кои се негови. Едно од главните прашања кои се поставуваат во однос на овие стихови е: како Исус подготви место за оние кои се негови? Не заборавајте го контекстот во кој се кажани овие зборови. Станува збор за разговор кој се случи неколку часа пред Исус да биде фатен, а потоа осуден и распнат на крст. Токму неговата смрт и воскресение се многу важни во однос на подготовката на живеалишта во домот на таткото. Тој умре на крстот за нас и потоа воскресна за секој кој верува во него да се помири со таткото и да добие вечен живот и вечно наследство во Божјото царство. Така што, приготвувањето на место е тесно поврзано со најтрагичниот настан во историјата на човештвото и нашата реакција на истиот. Слушнете што кажа потоа: и кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. Колку што можам да се сетам, ова е прво место во Библијата каде што пишува дека Бог подготвува место за одредена група луѓе, а да не се наоѓа на планетата на која живееме. Старозаветните ликови не се надеваа на такво место. Во книгата Создавање, Бог не му вети на Авраам дека еден ден ќе му даде некоја друга земја, туку му вети: ќе направам твоето потомство да биде како звездите на небото и ќе ви ја дадам оваа земја за наследство. Токму тоа беше една од главните точки во заветот на Бог со израелците. Бог им вети и дека ќе им даде земја и царство, но тоа се однесуваше на парче земја која се наоѓа на ова планета. Божјата цел и план за нив беше да живеат во царство кое ќе биде втемелено врз неговиот мир и неговата праведност. Лично верувам дека изразот небесно царство се однесува на Божјото владење на земјата преку неговиот народ. Тоа беше Божјото ветување за израелскиот народ. Денес постојат многу теолози кои се обидуваат да објаснат што всушност значи небесното царство. Мислам дека книгите кои ги пишуваат на таа тема носат повеќе збунетост отколку јаснотија. Уверен сум дека во својата суштина небесното царство значи Божјото владење на оваа земја. Затоа можеме да прочитаме во Псалм 2:6, каде пишува: јас си поставив свој цар на Сион, на мојата света гора. Тоа е Божјата цел за оваа земја. Затоа верувам дека чекор по чекор Бог дејствува на таков начин што подготвува терен за оној момент кога ќе го постави својот престол на оваа земја. Тоа е небесното царство. Тоа е Божјиот план за оваа земја. Нешто што ни е откриено во Стариот Завет. Ова е прв пат во Библијата каде што читаме дека Господовиот план за црквата е да ја земе крај себе и да биде таму каде што е тој. Иако тука, за прв пат во Библијата, се зборува за такво нешто, сепак не е последен. Еден ден Исус пак ќе се врати по црквата и ќе ја земе крај себе. Во првото послание до Солуњаните, апостолот Павле пишува: бидејќи сам Господ по заповед, на гласот на архангел и при труба Божја, ќе слезе од небото. Неговиот глас е како труба. Неговиот глас е како глас на архангел. Тој ќе слезе од небото и ќе ги земе оние кои се негови. Прво ќе воскреснат оние кои се мртви во Христос, а потоа ќе бидат грабнати оние кои се живи, и сите заедно ќе бидат на местото кое Господ го подготви за нив. Во книгата Откровение, апостолот Јован пишува за градот наречен Новиот Ерусалим, кој ќе се спушти од небесата. Сметам дека точно тој град ќе биде живеалиштето за црквата, местото каде што христијаните ќе живеат во целата вечност. Тоа е нашата надеж. Слушнете што рече Исус потоа: а знаете каде одам јас и патот го знаете. Кажувајќи ги овие зборови, Исус сакаше да ги охрабри учениците. Додека беа во горната соба, на учениците им стана јасно дека нешто не е во ред,
но не знаеа конкретно за што станува збор. Не беа свесни дека неколку часа подоцна Исус ќе биде уапсен и осуден на смрт. Токму затоа, Исус сакаше да им даде поинаква перспектива на случувањата кои следуваат, за да знаат дека тоа што ќе се случи не е крајот, да знаат дека тоа што ќе се случи во физичкиот свет е поврзано со духовниот свет и тоа што ќе се случи на земјата е испланирано на небото. А знаете каде одам јас и патот го знаете. Помеѓу учениците имаше еден кој речиси секогаш кога читаме за него во Евангелието според Јован, или поставува прашање, или се сомнева во нешто. Се разбира, станува збор за Тома. Тој имаше прашање, кое предпоставувам дека повеќето од учениците си го поставуваа во себе. Слушнете што сакаше да знае Тома. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш. Како можеме да го знаеме патот? Не знам за вас, но мене ми е мило што Тома беше доволно храбар да го постави оваа прашање, бидејќи одговорот на истото е многу важен, а верувам дека не интересира и нас. Ако Тома не го поставеше оваа прашање, може би немаше да го имаме Јован 14:6 како дел од Новиот Завет. Последниот стих ни е објаснета суштината на Евангелието. Исус му рече: Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Ова е еден од најпознатите стихови во Новиот Завет и во него се кријат длабоки духовни вистини. Господ Исус јасно кажа дека е патот, вистината и животот. Тој не рече дека е еден од многуте патишта до Бог, или дека е една од многуте вистини, туку дека е единствениот пат и единствената вистина. Само преку него можеме да дојдеме кај таткото. Тоа ни дава одговор на прашањето: како можеме да се помириме со Бог и да бидеме спасени? Не можеме да се спасиме преку одење во црква. Не можеме да се спасиме преку практикување духовни ритуали и обреди. Само Христос може да не помири со таткото. Нема друг начин. Или му веруваме и сме спасени, или го отфрламе и сме под Божјата осуда. Тој рече: Јас сум вистината. Не рече: Јас ја кажувам вистината, иако го правеше тоа. Рече: Јас сум вистината и вистинитоста на секоја идеја и филозофија треба да се мерат согласно моите зборови. Исус исто така рече: Јас сум животот. Не кажа: Јас сум жив, туку сака да ни каже дека тој е почетокот и изворот на животот. Се што постои на оваа земја и има живот во себе, од најмалото растение по се до најголемото животно, црпи живот од него. Никој не може да дојде кај таткото, освен преку него. Со тоа Исус многу јасно кажа дека сите други религии и култови немаат можност да ги донесат луѓето до Бог. Христијанството е единствената вера која ни нуди вистинско помирување со Бог, преку жртвата и воскресението на Христос. Тоа е главната вистина која ја читаме во секоја страница од Новиот Завет. Некои луѓе не сакаат да ја прифатат вистината за Исус како единствениот пат, бидејќи сметаат дека е многу ексклузивна. Но вистината мора да биде ексклузивна. Пред неколку години еден студент ми рече: не ми се допаѓа Библијата, бидејќи е полна со догматизам. Се согласив со него и му реков: вистина е, во Библијата има догматски изјави. На која конкретно мислиш? Студентот го спомна стихот кој моментално го обработуваме. Се согласив дека станува збор за догматска изјава, но му кажав дека вистината по дефиниција треба да биде догматска. Ја искористив илустрацијата 2 плюс 2 е еднакво на 4. Во школа имав учителка која беше најдогматската личност која сум ја сретнал, која не учеше дека 2 плюс 2 е еднакво на 4, во секоја околност и во секој контекст. Без разлика што собираме. Ако од нешто собереме 2 со 2, на крајот ќе испаднат 4. Тоа е догматска вистина, но е вистинита. Истото се однесува и на самата вистина. Таа по дефиниција и по природа мора да биде догматска и да не остава простор за други опции. Не велам дека секоја догматика е вистина, но вистината сама по себе мора да е догматска. Во продолжение на разговорот му реков на студентот: во последните речиси 2000 години, милиони луѓе поверувале во оваа изјава, му го пределе животот на Христос и поради тоа стигнале до Бог. Ако ова било вистина за толку многу луѓе,
Зошто не пробаш да живееш врз основа на оваа изјава, макар и да ти звучи догматски? Исус рече дека никој нема да влезе во рајот, освен преку него. Мислам дека треба да ги сватиме сериозно тие зборови. Прашањето кое сакам да ви го поставам за крај е следното. Дали верувате во Исус како во Господ и Спасител? Причината зошто ве прашувам ова е бидејќи само тој може да ве спаси. Се што бара од вас е да дојдете кај него со вера. Во однос на него имате две опции. Или целосно да му верувате, или воопшто не му верувате. Ако му верувате, вие сте спасени. Ако не, се уште има шанса да го сторите тоа. Тоа е Евангелието. Едноставно е и јасно. Вистина е дека звучи догматско, но важното е тоа што ги спасува душите на оние кои го веруваат. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.